Ке решеле бели и темни облаци да се здружат и джамаданче да искројат на планинава. Ама ке задувало и таа повторно ке си станела јасна и бистра. Тогаш кој е кумот? Народецот или ветриштата? Оние што придошле овде уште во 7. век како драговити, или оние што стотици милениуми пред тоа со својата сила воспоставиле специфичен ред на планината, дувајќи од околното и сестринство, од Шара, Кораб, Крчин, Дешат, Стогово, Караорман или од Буковиќ. И за да бидеме поинакви од другите, сите налице ни е наопаку. Како со ѓавол да сакаме да се стаиме. Планинава во својот најдоснежен период на формирање ја покрива варовнички слој кој овозможува потоа да бидат создадени понорници, вртачи, ували, пештери и пропасти. Ова е пештерниот објект Шаркова дупка. Во непосредна близина на селото Маврово е, на угорнината десно од патот. Намештаните позната многу одамна, ама само до првата вертикала. Натаму ризикот при освојувањето за обичниот намерник се уште постои. Имало уште една пештера од спротива, кај стариот каменолом, онаму каде што било и старото село Маврово, но влезот е од поодамна затрупан. Штета. Два спелеолошки објекта и тоа како добро би му дошле на еден ваков туристички центар. Мавровското езеро е зад нас. Со неговата изградба котлината во која лежело Мавровското поле, како релјефна форма, веќе не постои. Полека извишуваме кон областите што се нарекуваат висорамнини. На нив ке сретнеме десетици и десетици возвишенија издигнати над високата флувијална површина, како овој Царевец. Орографски планинава прави исклучок од некакви законитости. Карактеристика е дека на едно завидно ниво од над 1700 метри да преминува во рамнини како огромни платоа, а дури потоа на нив да се извишуваат некакви зоблени врвови, куполи кои заличуваат на вообичаените помлади вулкански пробиви какви што ги има во Кратовско-Паланечкиот регион, например. И така тие на овие височини воопшто не изгледаат импозантно, иако ја достигнуваат или ја надминуваат бројката од 2000 метри. Значи, карактеристика на бистра планина е што таа нема централно било, туку неколку одвоени и врвови што си самуваат во просторот. Кај повеќето или дури кај најголемиот број планини, највисоките точки се во нивните централни делови. Бистра пак во средината, во средишниот дел, е или длабнатина или значајна висорамнина. И патот за Галичник и вообичаената планинска маршрута на овој дел поминуваат покрај местноста до нивода. Карстните полиња, како што е ова, изобилуваат со понорници и од секогаш служеле за напојување на добитокот. Најмногу понорници има карстот Султаница, а познати се уште и Говедарник, Бардаш, Соломуница, Сувополе, Долно и Горно Полце, Прибари. Големината, односно површината им е некаде од 1 до 2-3 километри квадратни. Поволните природни услови на овие простори го наметнале сточарењето. Речиси 100% точните податоци говорат за фрапантни бројки ситен и крупен добиток во текот на 18-тиот и на почетокот на 19-тиот век. Галичани го воделе орото со над 150.000 овци. Мавровчани со 100.000, исто толку речиси и Лазарополци, па Тресончани. Го напуштаме Бачилото. Натаму патот би не одвел право во Галичник,
но бидејќи од десна страна започнува јасно да се покажуваат шара, кожа, враца, а веднаш потоа и првенецот на бистра Меденица, на 245 степени северен азимут, решаваме прво да ги фатиме височините. Галичник може да почека. Да го искористиме моментално убавото време, зашто од ветришта и од дождови глава не кренавме. Ние полека, со застанување, со снимање, стасуваме на Ѓурков дол за околу 5 часа. Долот е омилено живеалиште на рисот, откако ќе префрли од спротива од кораб, од кај Аџина река. Кусиот одмор ни го разубавија неколку диви кози. Ки ги снимевме уште поубавама, двајца планинари со себе понеле и Загар. И тие ја напуштија можеби намерата спокојно да се прошетаат покрај нас. Веќе сме на најзападните точки на Бистра планина. Од спротива девствениот кораб, а во подножјето Жировница, Видуше, Требиште, Битуше, Велебрдо, Ростуше, Аџиевци, Присојница, Скудрине. Швенкови од 360 степени. Кружна разгледница исполнета со кораб, крчин, дешат и со стогово. А и врвовите на Бистра се тука. И Меденица, и вториот по големина, Требишка рупа со 2151 метар. И двата на билото Чаушица. Токму во моментите кога ги нападнавме пространите приземнети боровинки со неверојатен вкус и мирис, планината како да се затресе. Две мечки, засолнети во карпестиот дел под нас, се стурија удолу по долот. Неверојатно, во пределот на главата и вратот беа црно-бели, а телата речиси црни. Влакното, долго и светло, едноставно се брануваше на силниот ветер. Движењето на моменти заличуваше на коњски кас, а не на тромав мечкин од. И повторно тој истиот Загар ни направи белја со своето непрестано лаење. Под самиот врв Меденица, на високото бачило на планинава. Нешто подолу прекрасен ансамбл од шумски состојни, тоа наредени една врз друга. Даб, бука, ела. Точно сме надвиснати над манастирот Свети Јован Претеча. Од спротива на селото Требиште, па познати како Требишки, а особено заради вгнездувањето во Бигорната карпа, уште попознат како Свети Јован Бигорски. Првата манастирска црква, според поменикот препишан во 1833 година, е подигната уште во 1020-та.
Eromonahot i Harion, ke go obnovi vo 1743. godina, a monahot Mitrofan ušte jednaš 50 godini potoa. Za arhimandritot Arsenij da gi izgradi manastirskite zgradi na severniju delu od kompleksot. Vo 1825. godina ke bide završena i golemata, čudesna trpezarija za 200 luge so vpečatljivi i kopaničarski i zografski veštini. A crkvata vo koja najvredni se freskite nadičo zograf i kopaničarenjeto na Petre Filipovski i Makarije Frčkovski se poveke od remek dela, ne pomali od ogromnoto značenje na kulturno-prosvetnata uloga na ova svetilište, koje je uspejalo svoj lokalan jazik neprekinato da go izučuva, nadgraduva, sonego da bogosluži, sonego da se moli. Сега, низ густата букова и дабова шума и по најискосениот дел на падината на Бистра ќе ни биде понапорно. Галичник не смееме да го одминеме во едно вакво патешествие. Ако ништо друго, да му ја споменеме преубавата мијачка куќа, да речеме како Георги Пулевски. Не е срамота искати ни за жал за своје умред, затова сега македонци все помјаните. Nemoj deneska da se prečkate, jazik na jazik da ne pizmite. Na 1350 metri nadmorska visočina so vekovi isti ritual. Zetот so neverните другари, роднини, пријатели, ке ги пречека тапаните, све крвата ке го одигра све крвинското, а мажите тешкото оро. Ке се закити барјакот, ке се фрли пушка, борините ке се запалат и право на чешма. И мртвите ке се поканат, и кумот. Зетот избричен, се поаѓа по невеста, се товари чеизот и невестата на конј. Ама прво низ прстен ке погледне. Некогаш карваните што во Галичник доаѓале преку Маврово ретко нокевале среде Мавровското поле, во Ановите, зашто се сметало местото за нездраво, влажно. А одовде патот натаму водел преку скала, по стрмната патека удолу кон Јанче, за натаму да продолжи по селата Рекански до Дебар, Пешкопеја, Охрид, Солун, па се до Стамбул. Се обидоа галичани во неколку наврати овде да изградат вистински пат, ама или желбите брзо им спласнуваа или немаа доволно пари. Најверојатно јазик на јазик не си пизмеле. Јанче, како фреска над радика надвиснало. Село во кое во последно време се градат неверојатно убави и скапи куќи за живење. Пари се знае од јабаната. Цела река е денес во Италија. Претопите во вакви случаи значат спојување на разделеното време. Мораме така, зашто сме на ние да изодиме уште доста во планинава.
Rosoki si je poznato po svojiti izvori. Gi ima i kaj tresonče i kaj selce. I tako ke se formira mala reka, kako leva pritoka na radika. Ovije vodi pripagjat na prvate ili na povisokata terasesta površine. Rečici site reki preku preminot vrz varovnicite pravat vodopad i vrzac. Lete se so malo količestvo voda, a onomu predleto, pritopenjeto na snegovite, čovek da premale priobit da gi premine. Rosoki aderi sudbinate oko na site sela napadinite na bistra planina. Ovde onde po nekoj ili po nikoj starec. Letno vreme nešto ke za živorka, za vremeno odmorite. Iz tresonče jednostavno protrčuvame. Po grst studena voda od češmata sred selo i pravo kon Lazaropole. Velam kon, zašto patenima me predvidena uštedna destinacija, pešterata Kalina Dupka. Šarkovatavo Mavrovo, a Lilica ugore Potresonečka reka i ova Kalina Dupka se trite najznačajni podzemni svetano Bistra. Ova Lilica namerno ne odime, zašto ta zaslužuva poseben prostor. Samata zajedno so izmorednite vodopadi nadneja vo jedna ista emisija. Od ova peštera osvojena od prikaznata za Lazar i za Kalina ne sme mnogo impresionirano. Samo na početok od prvata sala so svojite zavidni 20 metri ivo dolžina, ivo širočina, ivo visočina i so skromni ukrasi ostava nekako vpečatok, a se natamu potesnite hodnici je vtoro ili tretostepeno v odnos na desetici i desetici naši podzemni ubavici. Đavolot ni ora ni kopa, ama ima nekakva sila da povikuva vo negovite podzemni carstva i avanturisti, i planinari, i speleolozi, a i delot naučnata fela, priznavamo. A Lazaropoles je Lazaropole. Gospod go dal, a umni luge go odbrale ovoj prostor za živenje. No gumina rekle deka selovo ima daleku najubava mestopoložba od site drugi vo Makedonije. Za živenje, a ne za odmor od 15 na 20 dena. Predvidenata 4-dnevna tura po Bistra planiravme da ja prodolžime od Lazaropole kon vrh od Bistra, po koji i tago dobila imeto, iako ne je najvisok, toku točno 2101 metar. No vremenskite prognozina javuva burna noć sa obilni vrneži i su silni vetrovi, pa rešivme da se vratime do Orionamu nad Mavrovo, otkade što i go započnatme patuvanjeto. Vo baznih logorima vme i šatori i ognjišti i dovoljno hrana. I na vistina cela noć doždot istorija. Orijentacijata vo planinava je dosta komplikuvana, zašto bilata obično i na dvete delnici ne se osobeno naglasili. Сега сме во областа Плоча, во четвртиот вертикален вегетацијски појас, царството на субалпските пасишта. Во овие источни предели на Бистра најбројни се карстните полиња. Тоа се затворени карстни депресии и се јавуваат исклучиво во моќните и пространи варовнички масиви. Овие затворени котлини во карстот имаат рамно и пространо дно, koje je blago nakoseno, navednuto во pravec na ponorната strana. Polinjato obično za svoja ramka imaat strmni varovnički padini i visoki odseci, koji se krevaat neposredno od nivnuto dno. To se najgolemite i najdlaboko spuštenite površinski oblici vo karstot. Porano se smetalo deka nastanale so tektonski procesi, a deka svoj otkonečen izgled go dobile so odraboteното od karstната erozija. No najnovite geološki i geofizički istražuvanja pokaža deka sedimentite od neogenot ne ležat vrz varovničkite, tuko vrz nepropustnite flišni sedimenti.
Ваквите сознанија ја отфрлија претпоставката дека полињата во карстот настанале под дејство на карстните процеси. Ајде да го разглобиме уште малку. Едноставно, на водопропустните карпи на дното не можел да делува карстниот процес, туку тие биле изложени на работата на флувијалната ерозија и денудација. Така, карстните полиња настанале со работа на селективната ерозија. Ете, тоа се случило и со Султаница и со Соломуница, што ќе се надоврзе на неа. И покрај тоа што еден патопис не треба да се оптоварува многу со некакви прецизни научни сознанија, едни вакви школски примери чинам нема никому да му пречат, особено не на убавата камера, монтажа или пак на музичката илустрација, а најмалку на гледачот. Планинава сама по себе налага и да се види и да се доживее. Она што остава впечаток денес на Бистра се бројните крда коњи, слободно пуштени во планината. Со сајбиите ќе се сретнат најверојатно пред почетокот на зимата. Каде и како само тие си знаат. Во Маврово, Галичник и во горнореканските села се одгледувала исклучиво белата овца. Само куцовлашките овчари имале црни стада. Оној што имал повеќе од 500 глави ситен добиток го викале ќаја, а местото каде што се изработувале млечните производи бачило или кршла. Во него ќе се нашле обично одеднаш и по 2000 молзници, исто толку јаловици, по 400-500 овнови и цело ергеле коњи. Домакин во бачилото бил пара ќајата, додека ќајата навраќал од време на време да ја надгледа работата. Имало и задолжен за приготвување бакардан и за одржување на овно. Тоа бил одаџијата. Бачот го преработувал млекото, а помошникот му се викал фиќур, додека во строгот за молзење овците ќе ги втерал которџијата. Така се доаѓало до бројката од 12 со прецизно одредена дејност во организацијата на едно вистинско бачило. И секој си имал име, како дел од занаетот, оние што молзеле, молзничари, оние што се грижеле за јаловиците, јаловари, за шилежињата, шилегари, а за бравовите, бравари. Се работело рачно, немало машини, па немало ни машин бравари. И се така до Митровден или уште попрецизно до Крстовден. Овој период е мошне значен зашто мажњаците тогаш ќе ги оплодат женките при така нареченото мркање, па право во потоплите краишта. Зимските пасишта ги викале кшли. Јагнињата ќе дојдат на свет некаде во февруари и во мај се од почеток во вечниот круг. Ете малку повеќе не повлече начинот на сточарењето на Бистра, па ја преминавме и Јадовската река Понорница, која неколку пати срамежливо ќе се појави во просторот и за миг потоа ќе се скрие во варовникот. По Прибаре и во карстното поле Полце. Го има, рековме, долно и горно. Овде сме загледани кон онаа карпеста купола под која се собираат сите водотеци и води од стопените снегови. Во одреден период овде се создаваат локви, кои заличуваат на вистински заезерувања, а потоа водите исчезнуваат.
Идното раѓање на планинава е закажано за напролет. До тогаш ке царуваат ветровите и снеговите, рисовите, волците, лисиците и дивите свињи, а постојано ке бегаат зајаците, срните и елените. Зимското умирање на планинава значи е само привидно. Ја напуштаме со незиниот врв, по кого го добила и името. Е па почитувана Бистра планина. На вистина ни беше чест.